Градот Македонска каменица на еден ден стана како Холивуд. Имаше несекојдневно случување и нешто интересно за граѓаните кои поминуваа покрај стариот трговски центар, местото викано Борчето и автобуската станица. Се снимаа последните сцени од краткиот игран филм на продукцијата Кино Око по сценарио и во режија на Марија Апчевска, а како статисти беа ангажирани и лица од Македонска каменица, 5 девојчиња на возраст од 16-17 години и 5 мажи и жени на 30 години. Па да, прв пат аплицирав за да глумам во таков филм, таков кастинг. Ми беше интересно, ако има и друга прилика би се пријавила. Мислам дека и Македонска каменица ги има тие способности за снимање. Да, кажете ми дали вие прв пат се пријавувате за кастинг за глумење или тоа веќе неколку пати се случува? За прв пат се среќавам со вакво нешто и мислам дека е едно супер искуство за мене. Според тебе, дали е добро што се снима во Македонска каменица и е избран од толкуте градови во држава? Да, нормално Македонска каменица е еден преубав град и мислам дека таквите нешта треба да продолжат овде. Планираш, ти се види интересно снимањето, дали би сакала да продолжиш да се занимаваш со актерство? Да, супер беше, едно супер искуство и би продолжила. Во филмот се разработува приказна за 16 годишна девојка која се обидува да пронајде каде припаѓа. Северен пол беше еден од двата наградувани проекти на програмата European Short Pitch Нисимаса 2019. Главните улоги ги играат Антонија Балазелковска и Лука Митев, директор на фотографија Владимир Самоиловски, сценограф Кирил Спасески, костимограф Билјана Гргур, шминкер Горан Игњатовски, а тон снимател Игор Поповски. Денеска се наоѓаме во Македонска каменица каде што се снима филмот Северен пол. Може ли малку да ми кажете како ја избравте локацијата, односно Македонска каменица покрај многуте градови во држава? Режисерката Марија Апчевска. Поминавме неколку локации низ многу градови во Македонија. Оваа локација тука, старата стоковна куќа у каменица, највише и се допадна и одговара на сценариото и така дојдовме до одлука да снимаме овдека во Македонска каменица. Колку сте задоволни од статистите кои што се пријавија од каменица, бидејќи овде нема театар, нема актерство, тие се, односно, прв пат се среќаваат со камера, како тие се снајдува во свет? Одлични се статистите, за сега добро оди, освен временските прилики малце што ни треба малце потмурно време. Меѓутоа внатре кадрите што се интериери ги снимаме одлично, статистите се одлични. Користам прилика да се заблагодариме на општина Македонска каменица, на градоначалничката за све што ни помогна и го поддржаа овој наш проект да го снимаме овдека. На околните места исто така. Огромна благодарност до нив, до комуналното предпријатие тука, до полицијата во Македонска каменица, сите излегува по пресред за полесно реализирање на овој проект. Може ли малку да ни кажете околу тематиката на филмот, за што се работи? Филмот го опишува животот на една тинејџерка која што општеството ја тера да порасне малце побрзо од очекуваното и на крајот она сваќа дека е се уште дете и дека не треба да го прави тоа, да порасне многу побрзо од тоа што е. Филмот се снима на 16 милиметарска филмска лента и е копродукција помеѓу Македонија и Србија. Продуцент е Роберт Насков од Кино Око, а копродуценти Милош Љубомировиќ и Горан Тодоровиќ од Сервија Филм. Финансиска поддршка за реализација на овој краток игран филм има од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија и Српскиот филмски центар.